Продолжуваме со нашето изучување на книгата Дела на апостолите и стигнуваме до 16-та глава, која има историско значење за западниот свет, бидејќи тој е моментот кога христијанството навлегува или почнува да се христијанизира Европа. И ја променува целата структура, така да кажеме, на западниот свет, но посебно е важна, има патриотско значење за нас, македонците, бидејќи преку Македонија е вратата преку која Евангелието навлегува во Европа, но за жал многу пати од тој патриотски занас испуштаме многу важни лекции кои ги содржи овој текст, како например за Божјата промисла, која гледаме во начинот на кој е воден Павле од неговите намери да остане во Азија, кон Божјиот план да го шири Евангелието кон Македонија, понатаму кон Европа. Така да гледаме една Божја промисла, едно Божјо водство, една многу важна тема за нас христијаните, а исто така гледаме и Божјата благодат, која во спасението учества, и тоа во примерот на Лидија. Бог е тој кој што го отвори срцето. И овој момент во книгата Дела на апостолите не е случаен. Гледаме како Бог ја води црквата и следи патувањето во Македонија и случката со Лидија малку после оној Ерусалимски собир. И тука малку ќе го објасниме контекстот, да ќе се подсетиме на последното изучување, 15-та глава, која говори за Ерусалимскиот собир, тоа е еден собир на кој апостолите, водачите на црквата во Ерусалим и од некои други цркви го дискутираат прашањето за спасението, тоест учеството на законот, образувањето и така натаму, и донесено е оној став, заеднички став на црквата, дека спасението е само по благодат преку вера и дека неевреите не треба да бидат задолжувани со исполнување на било што од законот. Тоа е решението. И веднаш после овој случај гледаме една апликација, гледаме примена и навистина спасението е само по благодат во сите овие случаи од 16-та глава. Почнува со Лидија, потоа ќе видиме уште една друга девојка, робинка и еден маж. Тоа се трите личности кои доаѓаат до спасението само по благодат преку вера. Не ја завршивме целосно. Извинувам, 15-та глава, остануваат неколку стиха. Значи, после тој собир во Ерусалим се пишува едно писмо до црквата во Антиохија, која е паганска, не еврејска црква, и сите останати цркви во кои има едно охрабрување, топли, братски поздрави од јудејската црква во Ерусалим и објаснување за учење за благодата, Евангелието на благодата. Тоа писмо е пратено преку Павле и Варнава до Антиохија. Кон нив се придружуваат уште 20 други јудеи, Јуда и Сила, и останува на крајот оној заклучок на Лука, дека известно време остануваат во Антиохија, во црквата во Антиохија, Павле и Варнава, служат таму и доаѓа момент кога тие решаваат да тргнат на ново патување. И тоа се последните стихови од 15-та глава. Павле му предлага на Варнава, ајде да ги посетиме црквите кои ги основавме на претходното патување. Станува збор за црквите во Галатија, Иконија, Листра, Дерва и така натаму. Варнава се согласува, меѓутоа предлага да биде земен со нив и Марко, оној што ги придружуваше во првиот дел на првото патување. Тој беше со нив до Кипар, но кога се истоварија на Азискиот брег, тука Марко ги напушта. Очигледно не е бил доволно зрел да го издржи тоа патување, и поучен од тоа искуство, Павле се спротивставува. И вели нема да го земеме Марко. И Лука вели настана
жестока расправа од 39 стих. Сериозен конфликт се случил меѓу Павле и Варнава. Инаку тие двајцата се долгогодишни соработници. Ако некому Павле му должи во христијанскиот живот служба, тоа е Варнава. Бидејќи Варнава беше човекот што го зеде Павле кога беше отворен од сите, кога сите се плашеа да дојдат кај него, знаејќи дека тој ја гонел црквата, не му веруваа на неговото преобраќање. Павле беше тој кој го во Ерусалим го зеде, го однесе кај апостолите, потоа го воведе во служба во Антиохија, го градеше, така да кажеме. Беше покрај него во растежот што го имаше Павле во службата. И тоа е многу непријатна ситуација. Двајца долгогодишни сослужители влегуваат во еден сериозен конфликт. Се скарале. И до таа мера е сериозен тој конфликт. Гледаме дека се разделиле. Варнава го зима Марко, кој му е некаков роднинен, се предпоставува внук, но зборот кој е употребен овдека може да значи брат, учет, по крвна врска се. Се качуваат на брод и одат на запад кон Кипар, а Павле го зима со себе сила и не се качува на бродот, се Варнава, туку пеш тргнува на север преку Сирија и оди во Мала Азија на посета на црквите. Се разделуваат и не патуваат во еден брод. Сега, да, непријатна е таа случка. Лука, интересно, не зазема страна, не вели Павле беше прав, што не го земаа Марко, нити пак вели не, Варнава е прав, зашто требаше да го земат Марко, зашто сепак Марко, го гледаме, расте во службата, но додава еден податок на крајот во 40 стих, дека е предаден, Павле пак го избра сила и замена од браќата, предаден на Божјата благодат. Тоа не го пишува за Варнава, што не значи дека црквата во Антиохија не го испратиле со благодат Варнава. Тоа се предпоставува, бидејќи Варнава е оној кој од почетокот служи во Антиохија. Тоа е таму, како некаков авторитет водач. Павле доаѓа подоцна, Варнава го носи. Со тој опис овдека, со тоа до објаснување, Лука сака да каже дека и покрај тој конфликт црквата не го отврла Павле, туку напротив, се согласува за таа разделба, се создаваат два тима за мисионирање и го благословува Павле. Тоест, црквата останува да стои зад тоа служење на Павле, не го отврла. Нели? Така да, тој конфликт не води кон некакви поделби и во црквата. Нема такво нешто, како што често случува еден дел од црквата да застанат за Варнава, друг за Павле и така да се скарат, да се расправаат. Не, целата црква е единствена во ред. Варнава си е авторитетот во црквата, меѓутоа го благословуваат и Павле. Како што реков, непријатно е да Павле му должи многу на Варнава. Од друга страна пак со тоа разделување, Варнава ја губи привилегијата да биде дел од онаа служба која ја променува Европа. Службата на Павле е таа која ќе стане голема служба. Варнава ќе оди во Кипар и не знаеме понатаму што се случува, бидејќи веќе од овде натаму нема да го видиме ни повеќе Варнава во книгата Дела на апостолите. Веќе нема да го сретнеме. Тој се губи целосно. Павле е тој кој е во фокусот на вниманието на Лука. Во секој случај, во секое зло има и добро. Така се формираат, како што реков, два тима кои служат на две места. Исто така, со тоа што веќе Варнава не го гледаме, не значи дека се руши службата за Христос, напротив, многу нови луѓе ќе влезат во службата или во мисијата на Павле. А и самиот Марко сигурно научил нешто од тоа, гледајќи како заради него се расправаат двајца служители, авторитетни, кои имаат долгогодишна соработка. Сигурно не му било едноставно да го гледа сето тоа Марко и сигурно научил многу.
И ние го гледаме понатаму како расте тој човек. И кон крајот на животот, кога Павле ќе пише писмо до Тимотеј, меѓу многуте работи, нели што ги наведува таму, ќе побара од Тимотеј да го земе и да го донесе во Рим Марко, зашто му од голема помош. И Марко станува човек од голема помош за црквата, меѓу другото тој од голема помош и за Петар. Историјата на црквата го има тоа сведоштво дека Марко еден период е дел од службата на Петар во Рим и тој го пишува првото Евангелие од 4 кои ги имаме во Новиот Завет, под раководството на Петар. И повторно ја гледаме овдека пак улогата на Варнава. Ако Павле е човекот, тој импулсивниот, кој оде и служи, Варнава ја одигрува повторно својата улога како син на утехата, нели? Тоа значи името Варнава, син на утехата, на охрабрувањето. Повторно тој е човекот кој, отфрлениот Марко, Павле го отфрла, не сака со него да служи, но Варнава е тој, на времето и Павле беше отфрлен така, не сака апостолите со него на почетокот. Сега гледаме како пак Павле отфрла еден, повторно Варнава е тој што ќе го земе Марко и ќе го изгради како служител. Марко ќе стане служител и тоа важен служител за црквата, но повторно благодарение на службата на Варнава. Тој човек, синот на утехата, си го оправдува името што го има. Секој си има својата улога од црквата. Треба луѓе и како Варнава, кои ќе ги земат покрај себе, тие кон кои има сомнежи и трпеливо ќе го гради. Има потреба од луѓе како Павле, кои ќе кажат, јас со овој не одам, меѓутоа пак со други служители го гради служењето. И така, значи, тргнуваат кон запад Варнава и Марко, додека Павле се движи на север, кон Азија и ги посетува црквите кои се основани за време на првото патување. И на крајот на краиштата, во 1 Коринтина 9:6, Павле дава еден податок дека се смириле со Варнава. И таа остра кавга, што се случува во Антиохија, на крајот пак завршува со помирување. И може би и служеле некогаш пак заедно, не знаеме. И тука, како што реков, неколку нови служители ќе видиме. Павле го зима со себе Сила, за кого знаеме дека е јудеин од Ерусалимската црква, кој доаѓа со Павле и Варнава во Антиохија, и за него знаеме, нели, од 15 глава дека е пророк. И ништо повеќе. Двајцата, веројатно имало и други браќа со нив, тргнуваат и тука се среќаваме со уште еден нов ученик, веднаш во првиот стих на 16 глава, Тимотеј. Значи, пристигаат во Дерва, во Листра, и ета таму живееше еден ученик по име Тимотеј. Штом веќе вели Лука дека е ученик, тоа значи дека е христијанин, поверувал во Христос, и објаснува дека мајка му е јудејка, која исто така е христијанка, ја прифатила верата, а татко му е Елин. Значи е полуевреин, меѓутоа бидејќи мајката е еврејка, евреите на него гледаат како на јудеин, на Тимотеј. И млад човек кој тргнал по Христос. Интересно е каде, веројатно, сите тие и мајката, а Павле на едно место говори за баба му на Тимотеј, ја прифатиле верата во Христос за време на мисионерското патување на Павле, нели, во тие места, во Листра, точно во Листра, кај вели дека го среќава Тимотеј. И податок за тоа можеме да најдеме во 1 Тимотеј 1:2, каде што Павле го нарекува Тимотеј моето вистинско дете по вера. Така дека, тоа ми е право дете по вера. Дел од неговата служба. И сега да се подсетиме, да се навратиме малку на службата на Павле во Листра.
Сеќавате како помина тоа служење таму. Од описот што го имаме во 14 глава, таа служба беше катастрофална. Целосна утка, така да кажеме. Зашто тоа беше градот во кој Павле беше тепан, каменуван, и бидејќи мислеа неговите екзекутори дека е мртов, го влечеа низ градот и го изфрлија надвор. И за разлика од другите градови, како Иконија, Памфилија, Дерва, каде што пишува дека многу луѓе поверувале, за Листра не ни пишува дека поверувале многу луѓе. На крајот, кога беше веќе испрлен Павле, пишува дека учениците се собра. Имало неколку ученици. И така погледнато, нели, од таква квантитативна гледна точка, како бројка, таа служба е неуспешна служба. Тепан е Павле таму, нема голем успех Евангелието. Меѓутоа овдека разбираме дека како резултат на таа служба, еден млад човек, Тимотеј, се обреке кон Христос и Тимотеј станува еден од најблиските соработници, ако не и најблискиот соработник и најверен соработник на Павле. Барем Павле вели така. Кога пишува на Филипјаните, тој таму говори за Тимотеј и го нарекува сродна душа. Сродна душа. И кога вели сродна душа, тој и кажува зошто. Вели за разлика од другите, и тој го издвојува од другите, тој не мисли на себе, туку го поставува Христос и службата и црквата пред своите интереси, пред себе си. И службата и потребите на филипјаните пред своите интереси. И во тој поглед, вели, тој ми е сродна душа. Јас сум таков. Приоритет ми е Евангелието и Христос. И на многу места можеме да видиме колку е близко тоа пријателство и колку Павле се потпира на тој човек во службата и во секој останат поглед. Една таква служба, која навидом изгледа никаква во Листра, и гледаме каков плод има. За време на таа служба, Бог го спасува Тимотеј, еден од најблиските и најверни соработници на Павле во неговата служба. И не случајно Павле е таков плод, зашто Тимотеј се извинувам, зашто Тимотеј не е резултат на служба, на проповедник или на околности во кои има очекувања, големи очекувања. Например, многу луѓе денес доаѓаат до верата и не знам колку навистина доаѓаат до верата како резултат на такви просперитетни говори и учења. Поверувајте и ќе ви биде се добро и ќе успевате и нема да имате никакви проблеми. Во какви околности поверува Тимотеј? Тимотеј слушаше еден човек кој го говореше Евангелието и после го виде како тој човек го влечат за нозете, претепан, и го изфрлаат надвор од градот. Тој човек знаеше цената што треба да ја плати. Знаеше дека крстот е презрен, отврлен и го предаде својот живот на Христос. И покрај таквата представа за христијанството, кој говори за една вистинска вера. И во Листра, кога се врати Павле, што им рече таму, кога ги охрабруваше христијаните? Да бидат упорни, постојани во верата, зашто преку многу маки ќе треба да влезат во Божјото царство. Уште на самиот почеток Тимотеј ја знаеше цената. Знаеше дека христијанството означува умирање. И тој умираше. И како што вели Павле, за разлика од другите, тој го поставува Христос пред своите интереси. Зашто ја знае цената што треба да ја плати, но знае и какво големо спасение добива во Христос, кој не може да се спореди со ништо друго земно, кој може да го вети било какво друго учење. И така, тоа е. И не знаеме Тимотеј колку кога поверувал, се надал, очекувал дека ќе биде
соработник на Павле. Меѓутоа во Листра, кога доаѓа Павле, го забележува Тимотеј и го зима со себе. Но, вели Лука, дека беше на добар глас меѓу браќата во Листра и Иконија. Бил посветен во верата, Петар го забележува и станува дел од неговата служба. И тоа е оно што ние треба да го правиме. Да бидеме верни во службата, а Господ потоа ќе не поставува таму каде што е неговата намера. Тимотеј си беше верен во Листра и стана потоа дел од такво големо служење. И нешто друго интересно овде кога се случува, Павле го обрежува Тимотеј. А што туку, значи се уште се свежи споменето од Ерусалим, каде што беше донесен заклучокот дека обрежанието не спасува, дека не се задолжуваат новите христијани, не треба да се задолжуваат да бидат обрежувани. И како Павле да не е доследен во своето однесување, во своето учење. Например, не знаеме колку пред тоа, додека се уште Павле и Варнава служат во Антиохија, затоа пишува Павле во Галатјаните 2 глава, и треба да се однесе помош на бедните во Ерусалим. Тие одат во Ерусалим и го зимаат со себе Тит од Антиохија, кој е елин и не е обрежан. И кога стигнуваат во Ерусалим, јудеите инсистираат Тит да биде обрежан. Павле пак, вели во Галатјаните, по тој силен притисок, во таа борба што се води околу Тит, вели не попуштивме ниту за 1 милиметар во тие убедувања. Зошто? За да устоиме на Евангелието на благодата, дека спасението е само по благодат. Меѓутоа овдека, кога станува збор за Тимотеј, Павле го обрежува Тимотеј. Иако претходно, се спротивстава, иако вели дека и поучува дека спасението е само по благодат. И некој каже недоследност на Павле. Меѓутоа, вистината за Павле е дека тој е доследен, целосно доследен во две работи. Од една страна, заштитата на Евангелието на благодата. Кога некој го заплашува тоа учење, кога некој го застрашува, кога се појавува некој учење кое додава нешто на спасението човечко дело, Павле тука е неприкосновен. Спасението е само по благодат преку вера. А кога станува збор за ширењето на Евангелието, доследноста на апостол Павле се гледа во тоа што тој ќе тргне било што кое би попречило на ширењето на Евангелието на благодата. При тоа, не променувајќи ја суштината на Евангелието. Например, во 1 Коринтијани 9:20 ја дава таа логика на своето размислување, каде што вели: за слабите станав слаб, за да ги придобиам слабите. За сите станав се, те на каков и да било начин да спасам некој од нив. Тој, ако види пречка за ширењето на Евангелието, учењето за спасението по благодат, ќе ја тргне таа пречка за да се шири слободно тоа Евангелие. Сега, Тимотеј, како јудеин, иако полујудеин, меѓутоа во очите на јудеите тој е јудеин, е необразан, и во очите на еден јудеин, каде да отидат, во која синагога да влезат, тој е неприфатлив за нив, ако не е образан. И на тој начин се создава една преграда, зид за ширење на Евангелието. Еден евреј не би слушал Евангелие, било каква проповед од јудеин кој не е обрежан. И во таа, имајќи го тоа во предвид Павле, знаејќи дека Тимотеј ќе биде голема пречка ако остане необрезан, тој го обрежува не за да биде спасен, не за да стане посвет, туку од една единствена причина, да нема никаква пречка за ширењето на Евангелието. Со тоа што го обрежува Тимотеј, тој не додава на Евангелието нешто, напротив, тоа останува на тоа дека Евангелието само по благодат, туку ги тргнува пречките. И Џон Њутон, говорејќи новој текст овдека, таа под наводници недоследност на Павле, вели, кога станува збор за
ширението на Евангелието, Павле е мек како тръска. Се витка како тръска. Космодиск. Евангелист има так, нели? Имаше един председател, кој викаше космодиск дипломатија. Космодиск евангелизирање. Тој така знаеше да се свитка, за да може да пробие секаде и да го расшири Евангелието. Но кога станува збор за учењето, кога станува збор за чистотата на учењето, тоа е вели како железен столб. Нема виткање во никаков случај. И така, тие тројца служители пишува дека поминуваат низ тие таму цркви во Листра, Иконија, Дерва, и додека минуваа, им порачува на верните во 4 стих да пазат на одредбите определени од апостолите и старешините во Ерусалим. Тоест, за учењето за благодат. Ние имаме едно цело послание до галатјаните напишено од Павле, и така хронологијата, ако се обидаме да направиме една хронологија, знаеме дека во тие цркви во Галатија влегле јудеи кои почнуваат да проповедаат спасение преку верата во Христос плюс дело од законот. Павле им пишува послание и очигледно дека тоа послание веќе е напишено и веќе е испратено. Уште пред да се случи Ерусалимскиот собир. Зошто во многута аргументи што Павле ги пишува во посланието до галатјаните, сите посети што ги има во Ерусалим и така натаму, и аргументи од законот, од Стариот Завет, отсуствуваат решенијата на старешините во Ерусалим, кои се многу важни. Павле не пишува ништо за некаква средба во Ерусалим на кој што би донеле решенија. Што значи дека тој прво го пишува, се случува првото мисионерско патување, потоа тие се враќа во Антиохија, од таму разбира за проблемите во галатиските цркви, тие лажни учители кои доаѓаат, им пишува послание, потоа се случува Ерусалимскиот собир, бидејќи во Антиохија истиот проблем сијава со тие јудеи кои шират учење за спасение преку дела, се случува собирот и потоа и второто патување, каде што Павле, имајќи го веќе во рака, посланието што им го пратил, како аргумент додава и тие решенија од Ерусалимскиот собир. И црквата, гледаме, расте. Така да, ако се навратиме на посланието до галатјаните и оној песимизам што го има Павле, каде што вели напразно ли се трудев меѓу вас и сите работи, гледаме кога веќе оди на второто патување, нештата се средуваат, црквата се утврдува во верата и расте, се зголемува секојдневно бројот. И откако ја направиле веќе таа посета, ги обиколиле црквите, ги охрабриле верниците, Павле си имал некакви планове, очигледно, да ја прошири месијата во Мала Азија и тргнува, пишува, кон Фригија, ги преминаа Фригија Галатискиот крај, зашто не им беше допуштено од Светиот Дух да го проповедат Словото во Азија. Значи, биле во тука некаде, овие се тие галатиски цркви, од тука тргнуваат кон Азија, веле. Азија овој дел. Ова е Мала Азија, целиот полуостров денес е Мала Азија. Меѓутоа во времето на империјата, Азија како провинција римска е само овој дел на полуостровот. Вели дека Павле дека тргнува, сака тој намерата на Павле да тргне кон Азија и најверојатно кон Ефес, кој е главниот центар во тој дел, меѓутоа Светиот Дух им попречува, потоа тргнуваат на север кон Витинија, кон Мизија и Витинија, меѓутоа и таму Бог им ја затвора вратата, не знаеме како. Сила бил пророк, Сила е дел од нив, дали имало пророштво или пак едноставно Бог ги затварал патиштата, мостовите, како да е, Павле разбрал дека Бог ги затвора вратите и не успева тие своји намери што ги има, тој свој план што го има за служење, не се остварува. Како да е, имајќи го во предвид карактерот на Павле,
од делата на апостолите, неговите посланија, каде што ги представува своите планови, намери и така натаму, можеме да видиме дека Павле е човек кој не остава на случајноста. Тој е организиран човек. Прави планови и тргнува. Меѓутоа, овдека гледаме е човек кој е спремен, иако е организиран, иако оди според своите планови, спремен е кога Бог ќе затвори врати да ги усогласи своите планови со Божиите. Тоест е чувствителен кон, внимателен кон водството на Светиот Дух. И така лута, очигледно дека намерата на Павле е да се движи во тој дел. Тоа е неговиот круг на служење. Тоа е неговата намера, тоа е во неговата глава. Доди кон Азија, потоа кон Битинија, не му текнува доди од друга да се префаре на европско тло. И во еден момент доаѓа до Троада и во Троада е во близина на Троја, она познатата Хомерова Троја, нели Тројанската битка, и станува тоа место многу важно, бидејќи тука ќе се случи оној повик, каде што кој што биде пресмртен момент, така да кажеме за Европа, а Павле воопшто нема абер за тоа. Абер си нема. Што го очекува? Тој си има свој план, се врти во круг во Азија, стигнува до Троада, каде што добива еден повик, кој ги шири служената на Павле, за кој тој воопшто нема ни представа. Тој имал свој намери, имал планови, но ти негови планови се многу помали во споредба со она што Бог го подготвува за него. Што се случува? Ноќта имаше видение, тоест од еден македонец. И има повик да дојде во Македонија. Меѓутоа би сакал пред да го разгледаме таа средба на Павле со македонецот, една промена во текстот, граматичка промена, која е сигурно важна и за самиот Лука. До овој момент во раскажувањето Лука користи заменка во трето лице множина, тоест беа, отидоа, служеа, додека може да видите во 10-тиот стих тој почнува да говори, да пишува во прво лице множина, тоест посакавме, тргнавме, свативме, не повикал, што укажува на фактот дека Лука веќе станува дел од служењето на Павле. Тој се присоединува, не знаеме како, во Троада се случува тоа, може би бил лекар таму, може би си купеле карта за исти вакво, за иста пловидба, не лет како се вика, да додат за Европа. На некој начин Бог ги соединил и тука, осна со Лука, Павле има средба и со друг човек, кој му вика, дојди во Македонија и помогни ни. Малку се автентичните пресвртници во историјата на човештвото, но на тој список ова е горе некаде, најгоре. Знаете зошто? Зашто ова е пресвртен момент не само во светот, момент во кој што Европа, Западот, и кога велиме Европа, мислиме и на се онот понатаму што се раѓа од Европа, како континентите на Запад, далечниот Запад или далечниот Исток, и не само промена на светот, не само пресвртница во светот, туку пресвртница во лични животи. И ако сакате, нели, и на нашите животи. Зашто благодарение на тој пресврт, историски пресврт, и ние сме имале пресврт во нашиот живот. Одговорот на Павле на тој повик, почетокот на христијанизацијата на Европа, води до нашата преобразба денес. Ако тоа не се случеше, ќе кажам пак, се е по благодата, Бог води се ова да се случи, не е во планот на Павле. Павле нема план да оди за Македонија. Неговиот план да си остане во Азија. Благодарение на таа промисла на Бог се менува
таа духовна карта на Европа, меѓутоа е пресвртница и за животот на многу луѓе, вклучително и на нашиот живот. И интересно е, по тоа видение пишува Лука, веднаш посакавме да тргнеме за Македонија. И се гледаме дека до тој момент Павле нема намера да оди за Македонија. Нема никаква намера, нема план. Меѓутоа, кога Бог преку македонецот го повикува во Македонија, Лука вели, и сега кога тој говори, но тука го вклучува и Павле сигурно, во тој копнаш, веднаш посакавме. Со други зборови, веднаш го сменивме планот. Веднаш решивме, штом Бог сака, одиме. Не е лесно да се менуват планови. Павле веќе си имал изградено некаква мапа во неговата глава. И не знам како е со вас, меѓутоа кога мене ќе ми се промени планот, се губам целосно. Павле вели, веднаш посака. Лука вели, веднаш решивме, ќе одиме за Македонија. Ама не е така да се оди веднаш, ќе одиме. Тргнав, веднаш купуваат карта и одат. Таа чувствителност и покорност. Штом Бог сака да одиме таму, ќе одиме. Не во нашиот план, ќе одиме. И знаете, тоа се должи, и тоа водство овдека, не е позитивно водство. Ние кога говориме за водство, обично мислиме на да, ова прави, она прави. Овдека гледаме негативно водство, тоест не прави, не оди таму, затварање на врати. Водството не е само да, таму сега, тоест насочување некакви позитивни, туку и кога вели Бог не, нема да правиш. Не е времето. Во секој случај Бог блокираше, бидејќи имаше поголема намера. Намерата на Павле беше многу помала, неговиот поглед за службата беше многу поограничен од оно што го имаше Бог за него. И Бог никогаш нема да стопира, да блокира, да ограничи нешто, ако нема нешто поголемо од тоа кое ние сме планирале да го направиме. Се таквите ситуации не се допаѓаат, не се пријатни кога ти се рушат плановите, желбите, нашите намери, што ние сакаме да правиме. Но тоа се моментите во кои ние треба трпение, да чекаме, моменти во кои треба да дојдеме пред престолот на благодата, пред Бог, во молитва и да бараме водство од Него. Тоа се моменти во кои се испитува нашата вера. Колку нашите планови се важни, нашите стратегии, колку се Божите важни. Зашто на крајот на краиштата Бог секогаш ги прави работите во свое време на најдобриот начин. И секогаш Божието водство, Божите намери се најсовршените, многу поголеми од нашите. И знаете ли, најголемите служени, они кои ги знаеме во историјата на мисионирањето, не биле според плановите на оние кои ги вршиле тие служби. Знаете кој е најголемиот мисионер во Африка? Ливингстон, Дейвид Ливингстон. Знаете дека Ливингстон нема воопшто намера да оди во Африка? Тој си направил план да оди во Индија и да биде мисионер во Индија. И Бог му ги затворил вратите и тој неволно отишол во Африка и направил голема служба таму. А пак Вилијам Кери, најголемиот мисионер во Индија, тој сакал да оди на далечниот исток, Полинезија, Микронезија. И Бог го испратил во Индија. И станал успешен голем служител во Индија. А пак Джадсон, Адонирам Джадсон, големиот мисионер на далечниот исток, тој па сакал да оди во Индија. Тргнал кон Индија, меѓутоа Бог го однел на далечниот исток. Тоа се Божите планови. И нашата чувствителност кон нив. Тоа оној кој преку околности на различни начини не води, но ние треба да се слушаме во тоа водство. И така, пишува, и така отпловивме од Троада, стигнавме прво во Самотраки, утредната во Неапол и потоа
во Филипи, која е римска колонија, и таму престојавме неколку дена. Интересна работа. Бог, пренасочувајќи го кон прво Македонија, или Филипи, потоа Солун, Берија, тие ќе влезат и во Ахаја, друга провинција, ќе стигнат до Атина, Коринт. И знаете што се случува после тоа? Ќе остане година и пол во Коринт и на крајот знаете кај ќе заврши Павле тоа патување? Пак во Ефес. Таму каде што Павле на почетокот мислеше да оди. Рече, тргавме на запад кон Азија, сигурно мисла да оди во Ефес, зашто тоа е градот, центарот, каде што би отишол некој мисионер. И на крајот пак завршува во Ефес, но после неколку години. Откако го прави тој голем круг. Неговата намера од тука да дојде до овдека. Бог ќе го пренесе на целата овдека и на крајот пак ќе се врати во Ефес. Но откако ќе направи една многу поголема служба за Бог. Во Филипи бил, пишува и самиот Лука, римска колонија или исклучителен римски град. Името Филипи е дадено во чест на Филип II Македонски, таткото на Александар III или Александар Македонски. Во времето на Октавијан Август градот добива римски карактер, бидејќи е формирана како колонија на римски војници ветерани, на кои што им е подарена земја, римско граѓанство, има големи римски војни единици и се слави тој град со римската култура. Или во тоа време бил познат како најримскиот град после Рим или Малиот Рим, така го викале. Многу исклучително римски град, нешто што не е важно понатаму, една случка што ќе има непријатна Павле во тој град Филипи. Оно што знаем исто така е дека во градот нема во градот синагога, неколку дена биле во градот, додека не дојде сабота. Обичајот на Павле е да влегува прво во синагогите, зашто прво нејудејно треба да го проповеда Евангелието, како што е правилно. Меѓутоа, кога доаѓа во сабота, нема синагога, оди покрај реката. Разбере дека таму се собираат верните, јудеите. Меѓутоа, таму наоѓа една група на жени. И првите денови на службата на Павле во Филипе не поминува така најсјајно. И не знам дали не бил обесхрабрен, тој си имал планови во Азија, кај да оди, во кои синагоги, во кои градови. Меѓутоа Бог му вели, не, ќе одиш во Филипи. И оди во Филипи и ништо нема таму. Дури ни синагога нема во тој град. Добро, може би се охрабил кога чул дека таму, крај реката се собираат јудеите, и оди таму и што неколку жени. Жени. Но да ви кажам, во тоа време жените не се публика, атрактивна. Жените се и децата и робовите некоја втора категорија. Ако нема мажи, ништо. Тоа е културата, тоа е разбирањето тогаш. Денес е друго. Денес има проповедници кои чишто целе... нема да зборам. Да. Вела дека најпривлечна, најлесна за достигане категорија се жени на средновечната возраст. И има такви луѓе кои козметички, така, според пиарот, точно целат кон таа група. Има таква група поголема во Македонија, во Скопје, можеби не големото општество, каде што 90% се токму таа категорија на слушатели. Но во тоа време таа категорија не е атрактивна. И сега Павле вели, чекај се, Господ ми прати маж и ми рече, дојди во Македонија, и јас дојдов во Филипи и таму неколку жени се собрале. Ама Павле не е Павле шовинист, и им проповеда на тие жени. Верно им го проповеда словот. Не се ли, Господи, сега, шо е ова? Шо ми правиш? Тоа ли е твојот план за мене, за мојата служба? Проповеда, и таму имаше една жена по име Лидија, која ти е тирка, не е македонка, азијатка е. Како и да е.
од патриотски причини ние ќе ја наречеме македонката Лидија. Жена која се занимава со бизнис и тоа на пурпурни пишуваш, не црвени ткаени, тоа е пурпурни, која значи еден добар бизнис. Жената има добар бизнис, зашто тоа не е скапата ткаенина од која се прават римските свечени тоги. Многу скапа ткаенина. Кога вели црвени ткаени, сака да каже она што која ткаена сега е најскапа, не знам, но таа најскапата ткаенина. А за да имаш таков бизнис, треба да имаш можности за таков бизнис, за скап бизнис. Не. И она што знаеме за неја дека е Тиатирка, тоест не е еврејка, меѓутоа, како што ја представува овдека Лука, богобојазлива, тоа значи дека жена која е привлечена од верата, од законот, од јудаизам, од верата кон Јахве. И не било реткост во тоа време, аз неколку пати го спомнувам, жени да бидат привлечени во синагогите од учењето, јудејското учење, бидејќи за разлика од паганските учења, тука има етика, има морал. Паганските пантеони, и грчкиот, и римскиот, се не нудат ништо добро. Знаеме, Зевс, Јупитер, какви скандали има во нивните митологии. Не. Сите тие божества се неморални божества. Имаат вонбрачни врски со жени на земјата, од кои што има вонбрачни деца, полубогови, си ги крадат жените еден на друг. Тоа е пантеонот на тие пагански народи. И особено времето, веќе почетокот на новата ера, тие се под сериозна филозофска критика на латински и грчки филозофи. Голем дел, особено луѓе што размислувале, ги отврле веќе нивните пантеони и барале, биле привлечени од јудаизам. И едно од тие е и Лидија. Интересно е дека за неа Лука вели дека слушаше. Па имало и други таму. И сега, она што зборот слушаше е клучниот збор овдека. И може би Лука се изненадил дека жена може да слуша. Жените повеќе сакат да зборат отколку да слушат, но оваа жена слуша. Идејата е друга. Идејата, зборот слушаше. Акцентира. Зборот е специфичен, не само слушаше. Ние имаме идиом се претвори во уво. Слушаше со големо внимание. И другите слушале. Меѓутоа, Лидија таа која слушаше внимателно. И Бог и го отвори срцето. Од нас се очекува да слушаме внимателно. Не само да слушаме. И кога Христос многу пати вели слушајте, внимавајте како слушате. Кој има уши да чуе? Тој овдека говори на слушањето, зашто ние слушаме, ама не сакаме да чуеме. Слушаме, но го слушаме она што сакаме да го чуеме или како што сакаме да го чуеме. Многу пати едно ќе ни се каже, ама ние ќе го чуеме на друг начин, како што ние сакаме да го чуеме. Таа жена слушаше. Таа го познаваше Стариот Завет, бидејќи се дружила со... Сигурно имала можност таму да слуша равини. Тоа било место каде што собираат јудеите, таму доаѓали равини кога патувале. Меѓутоа, овдека слуша сега за Христос, за спасението, за гревот слуша, за недостојноста на човекот, за прошката што е во Христос. И таа слуша внимателно. Од нас се очекува да слушаме. Да слушаме внимателно, како Лидија. Зашто Светиот Дух, кој го отвара срцето, и не може никој да отвори човечко срце, освен Бог. Човекот е мртов во престапите и гревовите, пишува Павле на Ефесијаните во 2 глава, почетните стихови. Мртов човек, ти колку и да му збориш, колку и да го будиш, не можеш да го натераш да стане. Тој е мртов. Само Бог може да оживи. И Светиот Дух ја оживува таа жена и го отвара срцето. Меѓутоа, Светиот Дух не работи во вакуум. Светиот Дух работи преку Словото кое се проповеда. Овдека Павле го проповеда Евангелието, жената слуша внимателно и
Бог и го отвара срцето за тоа слово. Нашата работа е да слушаме внимателно. А Бог е тој кој прави преку Духот тоа слово да работи во нас, да биде живо. Ако ние не слушаме, не можеме да очекуваме Духот да работи во нас. Ние треба да копнееме за Словото, да го слушаме во молитва и силата на Духот ќе работи во нас. И да не интересира Бог како што прави. Нашата страна, ние да слушаме. А пак тоа е големо олеснување, бидејќи Бог прави се да се случува за оној кој го проповеда Словото. Бидејќи, јас знам колку се моите можности и знам дека не можам да ве убедувам. Знам дека никого од вас не можам да убедам во нешто. И знам дека не можам никому да му го отворам срцето. Знам дека никого не можам да натерам да се променува. Таков сум, ограничен сум. Има луѓе кои веруваат дека можат. Има луѓе кои веруваат дека се способни и можат да ги минуваат луѓето, можат да ги убедуваат и навистина го прават тоа, меѓутоа ги минуваат и ги убедуваат според своите модели, според своите разбирања, тоест ги прават копии на себе. Не ги прават Христови копии какви што треба да бидеме. И ако требаше јас да ве убедувам, јас да ви ги отворам срцата, јас да ве менувам, никош немаше да застанам овде. Зашто знам дека не можам. И Словото вели дека и не се очекува тоа од мене, и затоа и можам да проповедам, и затоа можам да застанам пред вас, знаејќи дека тоа Слово, Христос, Духот, Бог го прави живо во вас. Но нашата одговорност е да слушаме, како што Лидија слушаше. Слушаше и поверува. Духот роди вера во неа и го отвори срцето. И се случува нешто што секогаш треба да се случи кога ќе поверува некого, наеднаш не само срцето, и се отвори и домот. И им рече, ајде сега кајме на дома. Стото овдека вели, кога срцето ќе се отвори на човек и домот ќе се отвори. Во тоа време имало гостилници, имало анови, за разлика од денес кога има хотели многу луксузни, има никакви хостели, со субстандардни услови за живење. Во тоа време сите анови, сите места за ноќевање биле никакви. Немало подобри, немало за ексклузивни гости, секаде било еден исти стандард. И така биле сигурно и во Филипи. Не може да биле поинакви. И знаејќи какви се условите, Лидија вели не, ќе дојдете кај мене дома. И сигурно имало тука некој пак убедување, зашто на крајот вели и не принуди, како на сила не принуди. Ние цело време одбивавме, ама таа толку инсистираше и не принуди. И ова ќе стане, ова што го покажува овдека Лидија, ќе стане еден модел на однесување на македонската црква. Во посланието до Филипјаните ние го гледаме тој специјален однос што Павле го гради со црквата во Филипи. Некој велат дека умилената црква на Павле била црквата во Филипи. Не знаеме, но го гледаме тој специјален однос. И тие благодарности што постојано ги искажува за помошта што му ја дават. И не е непознато дека македонската црква тоа фали насекаде пред другите цркви. Многу дарежлива, повеќе од можностите што ги имат. Давале луѓето. И од тука јас се прашувам дали денешните македонци си исти како тие македонци, веќе тоа е прашање кое е многу чувствително кај нас. Меѓутоа, овие луѓе биле многу дарежливи, многу гостопримливи, си го отвориле веднаш срцето за Павле. И тоа нешто го прави, тоа е плодот. Вистинската вера дава плод. Вистинската вера содржи дела. И тие се гледаат веднаш и во животот на Лидија. И така, сето тоа по благодат. Благодата е таа која прво го натера Павле да дојде во Македонија и почна таму да отвара и срца.
И тука пак сакам да се навратам на важното прашање за Божјата промисла. Бог ги остварува своите планови. И добро е што е така, бидејќи ако оставаш на нашите планови, беше попуслив, добар Бог, нели, ај сега да не му крша матер, тешко нам. Бог е тој кој секогаш ги остварува своите планови. Зашто неговите планови и неговото време се најдобри. Наше е да се покоруваме. Може да биде Божиот план спротивен на нашиот и може да не натера и да чекаме. Може да не натера да одложуваме. Но Божото време секогаш е најдобро. Отрпение да чекаме. Чувствителни на неговото водство. Павле сакаше да оди во Азија, сакаше да оди во Ефес, меѓутоа Бог го насочи и го упати кај една жена, таму да проповеда. Не можеме да ги предвидиме Божите нешта, но тие секогаш се за нашето добро. Ништо во нашиот живот не е случайно, се е по Божјата воля. Да се молиме, да имаме таа чувствителност за Божјото водство и понизност. Да го вршиме она што Бог го сака од нас, а тоа секогаш ќе не води кон многу повисоки и достигања од оние што ние сме ги планирале. Амин.